Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата Тавоординација. Оваа Тавоординација започнуваме во знак на почит кон медицинскиот персонал, односно медицинските сестри. Имено се празнува Меѓународниот ден на медицинската сестра. Каква е сликата во Струмица, со кои предизвици се соочуваат медицинските сестри во Струмица и каква работа извршуваат истите, гледаме од следниот прилог. Александра е млада медицинска сестра во Струмичката општа болница. Тука е релативно кратко, но веќе ја чувствува љубовта кон професијата, со сите нејзини убавини и предизвици. Вели дека гордо ја носи оваа униформа. Чувството навистина е прекрасно, со цел нели што се помага на сите луѓе, тоа е доста хумана работа и ми е чест овде да работам како персонал. Колку време сте тука и еве кои се некои предизвици со кои што се соочувате? Јас сум овде скоро, немам пола година, неколку месеци сум. И овде значи имаме разни предизвици каде што како млад персонал можеме да стекнеме големо искуство за понатаму. За разлика од младата Александра, Јулија Манолева, која е главна сестра во болницата, има големо искуство, но пак смета дека да се грижиш за здравието и добросостојбата на пациентите е голема чест и одговорност. Оваа работа им значи и достоинствено и пожртвувано ги извршуваат обврските. Значи, нашата професија не само што е хумана, бара огромна посветеност и пожртвуваност. Бара дел од нашето време посветено на семејство, кое е посветено на семејството, дел од нашиот спокој и нашите чувства, бара максимална концентрација и ангажираност. Медицинскиот персонал беше на првата линија изминатите 2 години кога светот се бореше со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19. Незамислива е борбата на лекарите без поддршката од медицинските сестри, што особено го истакна директорката на болницата Катерина Кузмановска. Се тие дел од нашиот тим, дел од нашето големо здравствено семејство, кој што заедно со нас лекарите минуваат низ многу предизвици, секојдневно и денонокно ја носиме и болката, и тагата, и радоста на нашите пациенти и нивните семејства, вклучително овие 2 години за време на ковид пандемијата, значи навистина дадоа се од себе и благодарам уште еднаш за целокупниот ангажман, за секој спасен човечки живот, за секоја поделена терапија, за секој добар збор, за хуманоста, за солидарноста, за пожртвуваноста. Им благодарам за тоа што беа нашите соработници, тимски, заедно со нас лекарите, за да можеме да дадеме се од себе за пациентите. Им благодарам целокупниот влог и ангажман во овие 2 години, беа тешки и за нас лекарите, и за, се разбира, и за медицинските сестри, беа тешки и за фамилиите, и за пациентите. Секоја година од 5 до 12 мај во светот се одбележува Меѓународната недела на медицинските сестри и акушерките. Меѓународниот ден на медицинските сестри се одбележува на 12 мај во знак на сеќавање на денот на раѓањето на болничарката Флоренс Најтингел 1820-1910 година. Таа ја предводела првата група на жени кои заминале на фронтот во Турција да се грижат за ранетите војници. Името на оваа англичанка се поврзува и со иницијативата за соодветно професионално образование на медицинските сестри. А денеска на светско ниво потврдени нови случаи на мајмунска сипаница, имено мајмунска сипаница со поблаги симптоми од она класичната, веќе регистрирана во неколку европски држави. Лекарите сепак на крајот на денот смируваат, велат дека болеста нема да се шири толку рапидно и брзо како COVID-19. Каква е сликата? Гледаме од следниот прилог. Неколку лица заболени од мајмунски сипаници се потврдени во Португалија, што би можело да биде прво глобално изразување на оваа ретка болест
надвор од Африка. Португалските власти денеска соопштува дека регистрирале 5 случаи на ретката инфекција со мајмунски сипаници. Сите 5 пациенти со потврдена болест од 20 сумнителни случаи се мажи и сите живеат во регионот на Лисабон и долината Тео и во стабилна здравствена состојба, соопштуваат португалските здравствени власти. И шпанските здравствени служби тестираат 8 потенцијални случаи, кај кои еден од нив не се потврдени мајмунските сипаници, соопштува денеска од Министерството за здравство на Шпанија. Двете земји испратија предупредувања до здравствените работници да помогнат во идентификувањето на новите случаи. Европските здравствени власти ја следат секоја појава на болеста, откако Велика Британија го пријави првиот случај на мајмунски сипаници на 7 мај оваа година. Мајмунските сипаници се ретка вирусна инфекција слична на човечките сипаници, иако поблага првпат беше пријавена во Демократската Република Конго во 70-тите години. До сега, случаите со мајмунска сипаница биле ограничени на патници и нивните роднини кои се враќале од Западна и Централна Африка, каде вирусот е ендемичен. Но експертите сега се плашат дека овие сипаници би можело да се шират и во Европа, откако кај 7 британци била диагностицирана болеста минатите 2 недели. Изгледа дека 6 од нив се заразиле во Британија, а повеќето случаи не се поврзани, што сугерира дека многу случаи остануваат неоткриени. Лекарите сепак смируваат дека болеста нема да се шири како COVID-19. Во изминатите неколку дена, полициската станица Гевгелија со пријава дека има избудено еден мигрант од Авганистан на железничката пруга на границата помеѓу Грција, односно кај каменот 59, што се случува во Гевгелија, гледаме од прилогот. 24 годишен мигрант од Авганистан е пронајден мртов во близина на железничкиот мост во Гевгелија субодна рана од остар предмет на телото. Увид на местото бил извршен од јавен обвинител од основното јавно обвинителство во Гевгелија и екипа од полициска станица Гевгелија. Од извршениот преглед на лицето биле пронајдени лични документи од кои биле утврдено дека се работи за 24 годишен мигрант од Авганистан. На 15 мај во 22:15 часот во полициската станица Гевгелија било пријавено дека во близина на железничкиот мост во Гевгелија било пронајдено починато машко лице субодна рана на телото од остар предмет. Од извршениот преглед кај лицето биле пронајдени лични документи од кои било утврдено дека се работи за 24 годишен мигрант од Авганистан. Увид на местото извршиле јавен обвинител од основното јавно обвинителство Гевгелија и екипа на ОБР Гевгелија. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. За сега нема извештај од јавното обвинителство. Не се знаат ниту мотивите за настанот, ниту кој го сторил истото. Иако со години е затворена балканската бегалска рута, сепак Македонија останува на транзитна земја за многу бегалци од Блискиот исток. Речиси секојдневно, полициските армиските припадници се со полни раце работа, не само за откривање на илегални преминувања, туку и за криумчарење на истите. А во продолжение, јавното обвинителство при Гевгелија изврши увид на лице место во близина на македонско-грчката граница, каде што беше пронајдено безживотното тело. Смртта на мигрантот ја пријавиле група други мигранти, според чии тврдења сега покојниот заедно со уште 2 лица им наплаќале по 800 евра за да ги пренесат од Грција во Србија со товарен воз, кога е преминале македонско-грчката граница кај граничниот камен 53. Тројца организатори се скарале помеѓу себе и еден од криумчарите го забил со убод веќе оштетениот. По ова делот мигрантите и напаѓачите избегале од местото, додека неколкумина останали се обиделе да му помогнат на мигрантот кој набрзо починал. Со цел да се утврди фактичката состојба и идентитетот на веќе починатото лице, јавниот обвинител издаде наредба за обдукција, ДНК анализа и споредба за папиларните линии. Кај починатиот бил пронајден документ за престој во суседна Грција, чија веродостојност се уште се утврдува, како и мобилен телефон кој сепак властите го дале на вештачење. Во продолжение гледаме изјавата на министерот Беким Сали за најавите околу пандемијата со COVID-19.
Задоволство е да се биде дел од вакви настани, каде промовираме најсовремена медицинска опрема, што значи додадена вредност и зајакнување во диагностиката. Инвестициите, како што може да видите, продолжуваат во различни региони. А денес сме тука во Прилепската болница да означуваме ново поглавје во овој сегмент, што значи зајакната диагностика. Новата магнетна резонанца за прв пат се обезбедува во оваа болница апарат од типот Philips Ingenia 1,5 Тесла. Апаратот го обезбеди Министерството за здравство, додека останатиот дел од градежниот зафат инсталациите се обезбедени од Општата болница во Прилеп. Апаратот од денес е поврзан во националниот електронски систем Мој термин и во ПАКС системите. Изминатите денови заврши обуката на персоналот и се направија сите пробни снимања. Апаратот за магнетна резонанца е набавен како дел од ИПА фондовите за нашата држава за справување со здравствени закани, а зајакнувањето преку овој проект продолжува и во други здравствени установи. Тука во Прилепската болница со цел зајакнување на кадарот испратени се 40 специализации за период од 4 години, од кои само последната година 26 специализации и 4 субспециализации. Дополнително, во делот на опременост, набавено е ново гинеколошко ехо, нов дигестор за патологија. Во тек е постапка за набавка на медицинска опрема, апарати за анестезија, хирургија, физикална, детска, трудова медицина, пациент, монитори за транспорт и така натаму. Кон оваа болница гравитираат 100.000 жители од повеќе општини: Кривогаштани, Долнини, Македонски Брод, Пласница, Крушево и Кавадарци. На овој начин здравствените услуги ги доближуваме поблиску до граѓаните, кои и оваа пософистицирана диагностичка процедура ја добиваат тука во нивното место на живење и нема повеќе да потреба да патуваат за Скопје или другите околни градови. И благодарам. Почитувана директорка на Општата болница во Прилеп, почитувани членови на управниот одбор на болницата и стручниот колегиум на болницата, почитувани лекари, почитуван персонал на болницата во Прилеп, почитуван министер за здравство, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Нашата посета на Општата болница во Прилеп е по повод отворањето на одделот во кој што е поставен ново набавениот апарат за магнетна резонанца. Оделението со новата магнетна резонанца во Прилеп е дел од приоритетите на владата и на Министерството за здравство. Освен во човечкиот капитал, сериозно да инвестираме и во опремување и реновирање на здравствените установи. Магнетната резонанца е од огромно значење и придобивка за граѓаните на Прилеп, но и на граѓаните на околните градови и населени места. Во овој оддел од денеска највисока здравствена услуга неопходна за точна диагностика ќе добиваат околу 120.000 граѓани. После повеќе од 50 години болницата добива модерен апарат за магнетна резонанца и сега ќе може уште полесно и поцелосно да ја остварува својата мисија, односно да обезбедува квалитетна здравствена услуга за населението од Прилеп, Крушево и Македонски Брод и за целиот овој регион, вклучително и регионот на Кавадарци. Граѓаните од општина Прилеп и околината нема веќе да патуваат во Скопје или во Битола за да ја добиваат оваа здравствена услуга. Сега им се отвора можност, олеснет пристап, без дополнителни трошоци и време за термин да ги добиваат резултатите веднаш. Апаратот го обезбеди Министерството за здравство, додека болницата ги обезбеди средствата за градежниот зафат и дополнителната опрема. Веќе ме известија колегите од болницата дека во изминатиот период е спроведена обука и пробни снимања од лекарскиот тим и другиот медицински персонал кои што се целосно подготвени да им ги пружат услугите на своите сограѓани и со тоа да обезбедат најдобра здравствена услуга. Во изминатите 2 години пандемијата покажа дека инвестициите во јавното здравство се инвестиции во здравјето и во иднината на нашата држава. Затоа продолжуваме со инвестиции во јавното здравство за мотивирани здравствени работници и задоволни граѓани. Платите на сите вработени во здравството од почетокот на оваа година се зголемија за 5%.
За оваа намена обезбедени се 600 милиони денари во буџетот за 2022 година. За 4 години основната плата на лекарите специјалисти ја зголемивме за 40%, на медицинските сестри помеѓу 20 и 23%, а на општите лекари за 25%, додека на здравствените соработници за 15%. Го коригиравме и коефициентот за дежурства, а на младите специјализанти им овозможивме здравствено осигурување, платени дежурства и месечен надомест во висина на основната плата на општ лекар. Ова се само дел од мерките кои ја потврдуваат нашата определба и цел за достапна, квалитетна и долгорочно одржлива здравствена заштита која ги има граѓаните во центарот на здравствениот систем. На сите здравствени работници во здравствениот дом во Прилеп, во болницата во Прилеп, на раководниот кадар на болницата, на управниот одбор, на сите граѓани на Прилеп и на граѓаните од околните градови и населени места, им ја честитам новата инвестиција во здравствениот дом. Таа навистина ќе пружа врвни дијагностички услуги. Дијагностиката е можеби најважна во еден здравствен систем и со ова се надевам дека прво ќе имаме помал број на тешки случаи, бидејќи ќе може рано да се диагностицираат било какви заболувања кај населението, и второ дека на многу кратен начин се олеснува пристапот до квалитетни здравствени услуги за сите граѓани од Прилеп и од регионот. Со ова изјава на министерот завршуваме денеска во оваа ординација. Останете и понатаму со нас, се гледаме наредната среда.